Добро дојдовте во Бизнис објектив. Милиарди евра се вртат во спортските облажувалници и казината низ Македонија. Само минатата година македонските граѓани, но и странските државјани оставиле неверојатни 2,8 милиарди евра во казината, автомат клубовите и облажувалниците. Ова се официјалните податоци доставени од Управата за јавни приходи. Бројки што отвораат сериозни прашања за економското и општественото влијание на оваа индустрија. Во меѓувреме, иницијативите за затворање или дислоцирање на казината подалеку од училиштата и образовните установи засега остануваат без конкретен исход. А колку навистина чини коцкарската индустрија и за буџетот и за граѓаните? Анализата ја подготви Мирјана Јовеска. Минатата година во казина, автомат клубови и спортски обложувалници во Македонија, македонските граѓани и странските државјани уплатиле вкупно 2,83 милиарди евра. Податоците што Телма ги доби од Управата за јавни приходи покажуваат дека најмногу пари играчите оставиле на автомати, дури 2 милиарди евра. По нив следуваат казината со вкупни уплати од скоро 607 милиони евра, додека во спортските облажувалници се уплатиле нешто над 216 милиони евра. Институтот за јавно здравје неодамна презентираше резултати од истражувањето спроведено во Македонија во 2024 година од страна на Европската иницијатива ЕСПАД, која ги следи трендовите кај адолесцентите. Опфатени биле 2831 ученик од 96 средни училишта. Истражувањето покажа дека во последната година секој четврти средношколец се коцкал за пари. При тоа 21% од нив го сториле тоа со физичко присуство, додека 15% го сториле тоа онлайн. Алармантно е што проблематичното коцкање се зголемило и во 2019 година изнесувало 4,5% од испитаниците, додека во 2024 дури 7,6%. ОДИЕ посочија дека добиените податоци се одраз на секојдневието на младите, нивниот избор и средината во која растат. Господе, дали поддржувате дислокација на казина и облажувалници? Поддржувам. Зошто сметате дека треба да се дислоцира? Па, мислам дека не е поволно младите малолетни да имаат пристап. Младиве ги уништија, начисто. Начисто, коцкари. Тие казина треба да се уништат. Тоа е зависност. Исто како другата што не се лечи, зашто имаме семеен коцкар, страшно нешто. Ве молам тоа да се уважи, да помине на собрание и да се уважи да се дислоцираат што подалеку од училиште и од млади деца. Па гледате дека децава испод 16 години, не знам, све се таму. Мислите дека ако се дислоцираат ќе се реши проблемот? Па може би нема целосно да се реши, меѓутоа пак од прилика можда 50-50. Али обавезно треба да се дислоцира. Особено ако има во близина школа, не знам, факултет, да. За нас старите не вреди тоа. Дали е близко или далеку, кој оди ќе оди. Нема да се реши, кој вика дека се реши. Само подалеку од школи и таква работа. Граѓанската иницијатива ги оцени ваквите бројки како поразителни и катастрофални, а преку Google ги мапираше облажувалниците, казината и слот клубовите во општина Центар, каде нивната бројка изнесува околу 60. Сметаме дека главниот проблем е сериозната загрозеност на здравјето на граѓаните, кое што директно потекнува од големата бројност и достапност на овие објекти до живеалиштата, работата и средината во која што живееме. Тука е истражувањето на ХОПС во 2024 година, според кое се испитувани зависноста, точно е баш зависноста од коцкањето. Биле офатени 3 земји: Македонија, Косово и Србија, каде што испитаниците биле помали од 25 години. И во овие испитувања се видело дека 75% од испитаните младинци имале веќе искуство со игрите на среќа, а 25% веќе пројавувале симптоми на зависност. Предстојните промени на законите, правилата треба да се базираат на овие истражувања кои што доаѓаат баш од нашиот терен.
Реакции има и од Сдруженијето Антикоцкање. Немаме одговор уште од ова нова влада од 2024 септември 2024 немаме никаков одговор. И слободно можеме да речеме дека ова беше една најактуелна тема за време на кампањата. Се имаше големи ветувања, меѓутоа може да се рече дека апсолутно ништо не е направено. Од Асоциацијата на спортски обложувалници во Македонија велат дека од индустријата со игри на среќа во буџетот на државата се слеваат околу 300 милиони евра на годишно ниво, а секторот директно вработува околу 10.000 лица. Од таму велат дека немаат ниту потреба ниту интерес од малолетниците. Тврдат дека ја контролираат возраста на играчите во обложувалниците, а и самите бараат построги казни како за приредувачите на игри на среќа, така и за малолетниците кои ќе се затекнат таму и нивните родители, односно старатели. Но дислокација, велат, не е решение. Напротив, отвара други проблеми. Индустријата како индустрија не е генерален проблем и не била проблем, таа постои секаде, постои и кај нас и ќе продолжи да постои. Единствен проблем е да најдеме вистинско и заедничко решение, значи да не се пристапува на решавање да кажеме на проблемот на популистички начин, него вистински да се седни да се разговара со сите засегнати страни. Дислокацијата само може да остави простор да се не на некој начин тргнат легалните и ќе остави простор да се развијат нелегалните приредувачи на игри на среќа. Значи, ќе се игра кај нелегални приредувачи, ќе се игра по подруми, ќе се игра во небезбедни услови и тоа ќе представува уште поголем ризик за играчите отколку во легална индустрија. Тоа е светски покажано и докажано. Имавме еден таков случај во соседна земја, Албанија, пред 3-4 години ги забрани комплетно за пред скоро време да го врати законот назад, бидејќи се соочи со огромен проблем со нелегално приредување и со енормни криминални активности. Од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа пак велат дека токму оваа индустрија е една од најрегулираните во земјава. Приредувачите на игри на среќа законски се задолжени со посебна давачка која е од 23%, од кои 1,5% оди во јавното здравство, 1,5% оди во Министерството за млади и спорт, додека преостанатите 20% директно се влеваат во буџетот. Дополнителни давачки кои што ги плаќаат приредувачите на игри на среќа се 10% персонален данок, 15% на секоја исплатена награда и дополнително на ова треба да се земе во предвид платите кои се исплаќаат за овие 10.000 вработени, придонесите за истите, дополнително исто така приредувачите на игри на среќа преку своите активности, преку закупи, преку набавка на мебел, угостителски дејности, плаќаат ДДВ, меѓутоа истите како гранка немаат право на поврат на ова ДДВ. Од владата информираат дека се работи на донесување нов закон за игри на среќа, што би требало појасно да ги регулира состојбите и односите во областа на игрите на среќа и да обезбеди поголема заштита на граѓаните. Се разгледува опцијата за воведување на дистанца на деловните простории за приредување на игри на среќа од основните и средни училишта и да се зајакнат механизмите за контрола на приредување и ширењето на игри на среќа. Дополнително, се предвидува да се зголемат сите давачки на доместоци за игрите на среќа, ни одговорија од владата. Предходно веќе имаше обиди за законски измени со кои што требаше да се дислоцираат обложувалниците и објектите во кои се приредуваат игри на среќа. Иако пратениците пред 2 години го изгласаа законот, сепак тогашниот председател Стево Пендаровски не го потпиша указот со образложение дека измените биле донесени несоодветно, по брза постапка и употреба на европско знаменце. Освен засегнатите бизнис страни за носењето на такво законско решение во 2023 година реагираше и тогашниот амбасадор на Австрија во земјава, кој во писмо до тогашната власт побара исклучоци од ограничувањата за австриските компании. Министерството за надворешни работи на Австрија се огради од ова, а тамошните медиуми го карактеризираа ваквиот потек за скандалозен.
А за состојбата со гейминг индустријата во Македонија, можностите и потенцијалите за развој, разговарав со Гора Светковски, председател на Асоциацијата на македонска индустрија на видеоигри. Гора Светковски, добро дојдовте во Бизнис Објектив. Добро ве најдов. Еве за почеток, каква е состојбата во гейминг индустријата во Македонија и колку таа тежи на светско ниво? Индустријата во Македонија е во огромен напредок, практично, во огромен подем, особено во последниве неколку години, речеме 3-4 години. Иако практично индустријата почна да имаше зародиш пред 15 на години, кога се направи првата организација, првото здружение за развивање на игри. И секоја година практично бројот на луѓе се зголемуваше, како што се зголемува и на светски рамки популарност за гейм девелопмент, односно за развивање. Значи кога правиме муабет за гейминг индустрија, не е тоа, не правиме муабет за играчи, односно и луѓе што играат игри или игрите што се популарни, да речеме, деца и така натаму, ниту пак за атлетите кои што се спортисти, да речеме, туку разговараме само за оној сегмент за производство на игри, оној бизнис сегментот во однос на правење игри, паблишување и продавање на игри. Така што, како што се зголемуваше тој интерес во светот, така се зголемуваш и кај нас. За да стигне до момент, лани да направиме огромна меѓународна конференција на која што дојдоа спикери од Америка, Јапонија, цела Европа. Македонија лани официјално беше признаена како полноправна членка во асоциацијата, Европската асоциација за развивање на игри. Практично и со тоа се условно кажано се стави еден темел и се официализира овие работи за Македонија како тло, како подлога за развивање на игри. Колку тежи е индустријата, гейминг индустријата на светско ниво? Лани ревенју, односно заработка, имаше околу 200 милиарди, значи 190 нешто милиарди евра на светско ниво. Оваа година тоа се процена дека ќе се триплира, односно дека ќе стигне до 500 милиарди на светско ниво. Најголемиот број од 50% отпаѓа тоа на мобилни игри и средства кои што ги заработиле преку мобилни телефони, дали преку реклами, дали преку купени работи, дали преку in-game currencies или и така натаму и така натаму. Остатокот се дели претежно на конзолите и останува и на PC gaming практично. Колку и каков е капацитетот на Македонија за развој на таков тип на игри? Само се навратам во однос на сумите. Филмската и музичката индустрија заедно во Америка не прават толку средства како во моментов геймингот. Така што тоа е само по себе факт дека забавата и тој тип на ентертејнмент многу повеќе се конзумира. Тоа е резултат веројатно на тоа што цело време сме на телефоните. Па не би рекол баш, ние сме на телефоните претежно заради социјални медиуми, ако земеме, не играме на телефоните, но моментот дека има луѓе кои што значи геймингот порано, да речеме дека не постоел, па тој да речеме таму негде околу 60-70 години малку се почна да се развива, за да дојде момент кај што мојата генерација веќе е сериозно навлезена во гейминг. И сега рачунаме дека сите оние возрастни луѓе кои што практично не геймале никогаш, се веќе заминати во вечните ловишта и практично сега сите возрастни луѓе кои што таму негде до 60 години се веќе запознаени со гейминг и старосната граница на гейминг за играње практично се повеќе и повеќе се оддалечува и се порано и порано се влегува, така да тој диапазон за геймање, ако било порано, не знам, од 12 до 40, сега е од 8 до 88. Така што целата таа индустрија која што во моментов е гейминг индустрија практично е најголемиот конкурент, да речеме, на филмската и на ТВ индустријата, на Netflix. Netflix сега веќе не се бори со другите мрежи, туку се бори како да ги задржи луѓето да гледаат, а не да играат, заради тоа што практично веќе игрите се прават така да го добивате скоро истото чувство како за добра серија, но вие учествувате во неа. Ме прашавте за каков е нашиот сегмент.
Македонија како мала сиромашна земја, условно кажано, не може да развие собствена game development индустрија и сцена без да има некаков тип на инекција од некаков апарат. Што значи таа инекција од некаков апарат? Приватниот сектор не може да издржи оваа сцена. Не е доволно голем за да може да креира нови таленти, да направи нови професионалци. Едноставно треба инекција од државниот апарат кој што ќе го стимулира и ќе го мотивира овој сектор на некаков начин. Дали е тоа со креирање на фонд кој што ќе ги мотивира студијата да работат. Нешто слично како на филмската индустрија што е кај нас. Дали ќе биде тоа некои легислативи и олеснувања даночни за компаниите за игри или издавачите за игри кои би се направиле. Дали тоа ќе бидат бонуси и некој тип на олеснување и стипендии во однос на странски фирми кои што ќе дојдат тука, па ќе им бидат олеснети условите за работа, за да донесат странски професионалци кои што би ги обучувале нашите. Дали на таков начин, значи има повеќе начини на механизми кои што може да се, условно кажано, геймифицираат, за да можат гейминг секторот да се развива. Ние како, пак ќе кажам, истолчените земји, таквите напатените земји како Македонија, не знам, како Полска, ќе дадам, и ред други земји во околината, се тло, се расад на креативност. Баш заради тоа што цел живот биле потиснувани и таму најмногу излегува и уметноста и креативноста и на многу други полиња, ако земеме, не знам, актерство, не знам, филмска индустрија, не знам, режисери, има многу квалитетни луѓе и на таа страна. Во моментов имаме сериозни артисти, сериозни 2D цртачи, 3D моделери, графички артисти, саунд дизајнери, значи тоа се професионалци кои што работат за странски професионални студија, за фирми кои што се носители на гейминг индустријата во светот. Од компонирање на музика за нив, преку програмирање за нив, преку цртање за нив, преку правење UI и така натаму за нив. Полесно е сега да се работи за странските компании, многу потешко е. Па во моментов таму се парите практично и они тука ги работат. Што е убавината е што тука работат, веќе не ти треба некаков тип на мостот е веќе поминат, границата е веќе непостоечка практично. Многу малку луѓе се дрзнуваат да одат да живеат таму, за да работат таква работа, ако може да живеат тука, а да заработуваат како што заработуваат во странство. Работата е што пробивот на пазарот тука се уште не е апсолвиран. Начинот како да пробиеш на тој пазар. Кои се кочниците? Ги споменавте можеби кои се решенијата, меѓутоа што е тоа што во моментов ја... Прво е незнаењето, да речем условно кажано, не искуството во однос на како се работи, како се паблишува игра, како се промовира игра на светски пазар. Второ е големината на сумата која што треба да се вложи во промоција, да речеме, на некоја игра за да се издаде. Тие средства кај нас се уште недостижни за да може некоја компанија од кај нас да почне да промовира на странски пазари од тука. Тоа се компании кои што можеби доколку би се мрџале заедно, доколку се споиле па да можат заедно да работат. И затоа практично најлесно им е тука да го земат талентот и знаењето кое што го имаат, умешноста кое што го имаат нашите гейм девелопери во секој сегмент, зборам од гейм дизајнери и раскажувачи на игри, преку режисери на игри, организација, QA и тестирање на игри, па се до програмирањето, нели, ќе го земеме како елементарна работа. Значи, знаење имаме, не недостасуваат пари. Веројатно пари може да има, само треба да се алоцираат правилно и на право место. Не можеме ние одеднаш преку ноќ да станеме светска, не знам, сила во гейм девелопмент. Едноставно тоа треба да се случи, се случува, но на помал скейл. Имаме добар учинок во мобилните игри со Tie-Dye и со Furious Avocado. Имаме огромен учинок во QA-от во игрите со... Кој беше нашиот учинок, еве, да појасниме? Не знам, Tie-Dye конкретно е даунлодирана преку 2 милиарди пати. Што е огромна бројка. Или 200 милиарди пати. Не ме фаќа точно збор, треба да се провери ова. Значи тоа е да бидеш ти у топ 3 игри во свет со игра направена во влае за странски паблишер е огромен успех. Со тоа практично се става и Македонија на мапата, дека тука нешто се случува. И се повеќе и повеќе луѓето ја гледаат благодарение на работата на MGA, тоа е Асоциацијата на македонската гейминг индустрија. Тука и Furious Avocado. Furious Avocado е девелоперот практично, тие што ја направија играта. Во асоциацијата се сите овие
тимови Furious Avocado, Indium Play, Crazy Labs, не знам, сите големи тука Syndex кои што работат практично се членови и така функционира целата работа. Благодарение на тоа и на сите тие контакти кои што беа остварени низ годините, како што кажав, лани дојдоа на конференцијата многу големи спикери. Еве, пред месец дена се отвори првата јапонска game development компанија во Македонија, која што практично, освен што ќе донесе средства за да се работат игрите во Македонија и ќе вработи, не знам, 30-40 луѓе, знаењето кое што ќе го донесат како продуценти, како пайплайн, како начинот на кој што се работи во една компанија, да речеме во Јапонија, ќе можат од прва рака да го искусат наши девелопери кои што после тоа, нели, ќе надраснат фирмата, ќе отворат своји компании и ќе прават, ќе живеат оваа заедница Има ли државата национална стратегија за развој и дали ги гледа можностите кои што се работи на тоа? Нема ништо официјално заради тоа што ако се каже официјално, а не е доработено, ќе најде според мене одма на сатар и на бодење, но можам да кажам дека веќе подолго време се разговара на таа тема, се работи на некој тип на стратегија која што ќе биде имплементирана во текот на наредните години и се надевам ќе биде добро имплементирана, заради тоа што многу често се случува добронамерно, убаво склопено, убаво напишано на хартија, екзекуцијата да биде некако чудно аплицирана и тоа да помине така некако низ вода да поминат работите. Јас се надевам дека правите луѓе ќе бидат вклучени во ова, како што се и до сега, и дека тоа би довело до формирање на нови студија, и не само нови студија, заради тоа што студија како студија може да биде еден човек девелопер, да седне и да направи игра, како што ги имаме и многу во Македонија. Но битно е тука да се случат паблишери, издавачи, да има македонски издавачи кои што дури ќе земат и странски инди студија, па со контактите што ги имаат од Македонија ќе може да ги издаваат надвор. Колку вештачката интелигенција ќе има влијание врз таа креативна работа на оние кои што се дел од гейминг индустријата, колку таа може да ги замени во иднина? Вештачката интелигенција, AI-от наидува на еден сладко кисел момент во гейм девелопментот, заради тоа што не се дочека баш со отворени раце, заради тоа што многу работи се прават благодарение на лесната изведба со користење на вештачка интелигенција, се прават многу копии и клонови, кое што секогаш било чир во гейминг индустријата. Некоја игра која што е работена со месеци години, благодарение на AI-от може да се направи, да се склонира практично истата за многу пократко време. Но, од друга страна ако се користи вештачката интелигенција како инспирација за артистите, за гейм дизајнерите, поблиску да доближат до видеоедиторите и до моделерите и до 3D артистите што сакаат да направат, па тие го превземат и го направат оригинално, тогаш е и такако потребна и барана. Така што тоа е се уште на една 50-50 ситуација кај што има добри страни, има лоши страни, нема некоја, да речеме, некоја професија во гейминг индустријата која што би рекле дека таа ќе се замени комплетно со AI-от, но многу ќе се убрзаат голем дел од работите кога станува збор за девелопментот, ќе се убрза например тестирањето на игри, ќе се автоматизира повеќе, ќе можат да речеме прототипите во однос на тоа да се прават многу побрзо пред да се влезе во продукција, кој што е скап процес и долг процес, така што тука мислам дека ќе ги збрзне работите и ќе ги олесни. Колку општеството гледа на гейминг индустријата како на губење време? Се помалце, да не речем веќе скоро и ич. Пред некое време се случи Global Game Jam, тоа е 48-часовен маратон во правење игри. Оваа година беше 14-та поред во Македонија. Македонија е една од земјите со најдолга традиција на правење. Тоа се случува во цел свет во исто време, последниот викенд во јануари. Ова што го гледате овде беше преполно и еден спрат нагоре беше преполно со 131 човек. Направија 25 тимови и за 48 часа направија 25 игри. Возраста одеше од 6 години до 40 години. Од деца кои што се направија сами малецки тимчиња со мајки дојдени тука, со родители, па се до луѓе кои што сакаат тек да започнат да влезат да креираат игри. На светско ниво Македонија секогаш котира во топ 10 земји во однос на игри направени на Global Game Jam во споредба со по глава на жител.
темата е моментална, значи не е ништо подготвено, едноставно се случува за 48 часа. Тоа е еден од најдобрите и бројката на учесници расте секоја година, веќе не може да не собере тука. И не само што расте, луѓето кои што доаѓаат се 50% различни. Тоа само кажува дека заинтересираноста е голема, дека има потенцијални луѓе кои што би сакале и да го учат ова и да го работат. Едно од работите, заборив преска да спомнам, нели како би влегол државниот апарат во ова, тоа е едукацијата, имплементацијата на game development во некој сегмент, во основно, во средно, па и во високо. Во високите негде веќе го има како еден предмет, два предмети, но треба да се има малку повисока, поширока перспектива да се склопат сите тие работи. Кај нас ги имаме сите, имаме одлична академија за цртање, имаме одлични артисти, имаме одличен саунд дизајн, имаме феноменални режисери, практично девелопери, веќе да не кажувам колку добри, практично ги имаме сите сегменти и во однос на професори кои што знаат да го предаваат ова, и во однос на луѓе кои што го работат и кои што сакаат да го учат, само тоа треба да се склопи во едно јајце заедничко, каде што практично ќе стане еден цел курикулум кој што ќе биде развивање на игри, односно продукција на игри. Тоа значи не е недостижно некоја македонска игра да... Нешто не е недостижно, туку е многу веројатно. Веќе имаме игри кои што се пробиени на пазарот, кои што се високо квалитетни на пазарот. Лани излегоа 2, годинава излезе Скопје. Тоа се сериозни игри претенденти за онака големи наслови. Можеби учинокот на ниво на свет, заради тоа што сега е толку сатурирано да излегуваат по 1000 игри на ден на светско ниво, не е толку голем колку што е голем заради тоа што тие луѓе се тука и тие луѓе се меѓу нас и доаѓаат на овие настани и практично едуцираат и обучуваат друг кадар, млади деца и дополнително младите деца кои што гледаат дека луѓе успеале таму, едноставно ги мотивираат за да влезат во таа индустрија. Родителите веќе се помалку и помалку мислат дека играњето игри е безделничење, а дополнително па правењето игри тоа е веќе сериозно контаат дека е тоа професија како и секоја друга. Кога човек работи на игра, мора да знае да работи повеќе сегменти. Да знае да програмира, да знае како функционира пайплајнот во однос на продукција, да знае како функционираат саунд дизајнот во однос на програмирањето, графиката, така што тој човек дури после некое време да одлучи дека нема да работи на игри, иако тоа е многу ретко, во која било друга професија и сегмент да влезе, ќе му биде многу полесно за разлика од другите кои што немаат претходно искуство си. Раст Цветковски, благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас. Благодарам што гледавте Бизнис Објектив. Секако ве поканувам да останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно!